Украс е најновото уметничко остварување на ликовната уметница професор Марјана Костојчиновска-Узунчева, изложено во Музеот на град Скопје. Прошетката покрај оваа уметничка инсталација ќе ве наврати назад низ годините, кога жените голем дел од својот живот го посветувале во изработка на овие предмети. Со часови везеле, плетеле, ткаеле, шиеле, на студено, на топло, до доцните вечерни или раните утрински часови. Речи си и да не постојала куќа во која немало вакви рачни изработки. Младите жени слободното време го исполнувале плетејќи нова ткаенина, а постарите на овој начин им го спремале чеизот на ќерките. Денес Костојчиновска-Узунчева преку овие предмети сака да направи еден уметнички бунт. Ова е незината борба за општествени промени. Алудирајќи на тоа како жената во одредени кругови се уште е третирана како подреден субјект, исто како во времето кога се правеле овие украси. Загрижена за положбата на жената како во општеството, така и во семејството, авторката сака да побара конечно освестување од јавноста. Украс е еден крик за поинаков третман на современата жена. Најмногу е реакција од тоа што сега ние како жени го чувствуваме и се соочуваме секој ден. Така и разговорите со господите од кои што јас ги земав, ги купив, ги позајмив еден дел од овие предмети што се тука. Едноставно излезе зборот чест на виделина. Едноставно се појави многу по-јако и по-сериозно и многу по-значајно. Значи се вложувале, некои од нив и вистински сами си ги правеле тие работи, ги се вложуваат, си го трасираат патот или едноставно се обидуваат да се спремат за некаква иднина и сега во овој момент тие истите господи ги продаваат овие работи баш за да преживеат, полесно да се соочат со некои проблеми кои што ги имаат. Така да тој момент многу е едноставно е феномен, многу е интересен, многу работи повлекува што значи тоа за иднината на една жена, девојка која што од тинејџер, млада дама преминува во жена мајка. Кажете ми, кога разговаравте со нив, им кажавте ли зошто ги купувате овие предмети? Да, но прво беа разговорите, па после се направи, да речам, концептот или се менуваше концептот. Значи не тргнав јас со таа идеја, сосема нешто друго ми беше во главата. Ми беше една борба, револуција, но во суштина јас ја представив таа и борба за тоа што треба ние нешто да смениме. Навистина сметам дека положбата на жената е во сосема една друга точка, изместени некои работи што многу влијаат на секојдневниот живот и во фамилијата и во работниот однос. Нели, затоа и тие зборови што ги има тука представено, послужиме и одма, се направени како игра на зборови, а од друга страна е и порака. И има иронија и двосмисленост и се на куп. Послужиме може да биде споено, може да биде одвоено. Ако е споено, ние послужуваме за пример. А ако е одвоено, послужи не, тоа е сосема друга приказна. И одговорот е одма. Кажете ми, дали може би меѓу овие предмети има некој од вашата лична семена архива? Да, има. И јас имав чест, благодарение на мајка ми, нормално. Предпоставам дека ние во некоја моја возраст не правевме такви работи, но знам дека мајка ми правеше и практично ми предаде некои работи, ми ги даде на мене. Да, изложени се, помалите миленца, да ги наречам, се нејзини, но за да се изрази таа ликовно креативно, да се изрази таа нивна нели борба, исто дојде приказната, барем во мојата глава приказна, како тие ги правеле тие работи и што значи тоа во креативна смисла. Мислам дека некои такви везови плетки и слични работи се менувале во текот на годините и тој момент е во суштина креативниот момент каде што
жените се изразувале. Мислам дека е тоа многу важно од една друга работа, не значи дека ти треба да бидеш класичен ликовен уметник. Мислам дека и под наводници ракотворби, не би ги кажала така, но еве нека биде тој збор, се дел на оние генерации кои што креативниот дел таму го наоѓале. И тоа е исто интересно прашање за мене, но генерално сите овие приказни кога ќе се спојат, треба да предизвикаат одредени чувства кои што сметам дека жените ги имаат секојдневно во животот. Навистина се соочуваат секојдневно во животот. Со тие и креативни работи, и тешкоти, и пориви, ама и голема нееднаквост во моментот. Што велеа жените со кои што стапивте во контакт? Какви приказни кријат нивните дела? Тешко ли се разделуваа од предметите, односно ракотворбите кои што ги изработиле пред 20, 30, 50, па можеби и повеќе години? Многу беа некои разговори тешки во смисол сите имаме некакви емоции и да ви кажам искрено, многу е тешко да се разговара со луѓе кои што животната судбина е навистина страшно. И тоа не е нешто што треба така лесно да се земе. Значи, тоа се тешки фамилиарни случувања, болни деца и така натаму, што не мислам дека тие го продаваат тоа за да се одделат од својата младост, туку мислам дека го продаваат баш со намера за да преживеат или спасат живот и екзистенција, и тоа е стварно беше, навистина беше така малку, не малку, него доста тешко на душата да гледаш некој кај што прави некои работи што не сака да ги прави. Потресни сведоштва очигледно. Да. Дали може би очекувате некоја од овие жени или може би некоја од овие жени се појави на вашата изложба? Па имаше некој од господите, да, но сега беше во друга конотација и некој имаше и жени кои што едноставно го прават тоа како додатен приход. Пензиите се доста мали и беа многу среќни. И тој момент ми остави и ми направи баланс, ме направи среќна и направи баланс со другите кои што не присуствуваат, се разбира, од причини кои што не се баш пријатни. И мислам дека реакцијата кај машката популација беше во публиката многу интересна. И баба ми има вакво, и тетка ми има, и практично сите си ги кажуваа приказните кога тие работи се случувале, односно кога некој си го правил чеизот сам за себе или го правил за некој од фамилијата. Тој момент е сведоштво за тоа што ние како жени се соочуваме во иднината. Уметницата ги насочува сите погледи кон жените кои се во сенка, а заслужуваат внимание. Жените кои се ставени на маргините и во некаков заборав. Споредни улоги во сопствениот живот. Необични се и многу се интересни жени кои што имаат искуство кои ние немаме такви работи. Животното искуство го прави човекот да биде многу поразличен. И мислам дека баш поради тоа ми излегува мене некој револт што треба да излезе на маса во ова општество, да се каже дека тие жени не се за да се остават. Дали сметате дека моќта на уметноста може да влие врз општествените промени? И која е целта и идејата со вашата изложба? Какви очекувања имате, каков одраз да направи изложбата Украс? Па, не знам во Македонија колку многу има тоа некаква разлика, баш поради тоа што сега сите норми на нормално живење се изместени. Сметам дека треба да се стави овој разговор на маса и да се каже дека треба општеството да си ја земе таа одговорност и улога која што треба да ја носи, или многу малку луѓе ќе останат да живеат тука. Изложбата Украс во Музеот на град Скопје е отворена до 9 јуни. Дојдете и посетете ја.